Благодарам. Почитувана колешке Сафија, демократијата подразбира легално и легитимно избрани представници кои што ќе ја водат државата. Со денешниот предлог за разрешување на вашите министри од владата на Ковачевски, односно од страна на нелегитимниот премиер, продолжува газењето на македонската демократија и унижувањето на Македонија и на нејзините граѓани. Од една страна, откако ви искористи буквално ви избрака од влада, односно вие сте партијата која што ја спаси владата во изминатиот период за да не падне. Од друга страна ги внесува Алијанса за албанците, која што беше класична опозицијска партија и која што до вчера и беше јасно дека оваа влада е најкорумпирана и најкриминална досега. Но очигледно нешто се случи за да веќе не е така. Поврзано со легитимитетот, ова значи изборна измама, односно опозицијските гласови на граѓаните кои неспорно беа анти-ДУИ и анти-СДС, без избори и со одлука на првиот човек на Алијанса за албанците, а по совет од државник од туѓа држава, ги предава на веќе делегитимираните СДС и ДУИ. Почитувана колешке Сафија, очекував да кажете збор два за предлозите за министри во новата влада на Ковачевски, од компрометирани кадри, предложена од лице кое што нема никаков легитимитет, авторитет, нити кредибилитет, да бара доверба од нас за да ја води и да ја избави државата во кризите во кои ја втурна и за кои носи лична одговорност. Очекував да кажете за власта која е најодговорна за падот на довербата во Европската унија. Очекував да прашате како Алијанса за албанците ќе го подобри животот и ќе ги избави, ќе избави Македонија од дното, односно од врвот на листата на мизерија. И очекував да се согласите дека единствената поврзаност со Европа на оваа влада се автобусите полни со албанци, македонци, турци, роми, кои што секојдневно бегаат од Македонија. Благодарам.